Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме повторно на темата биткоин како дневна анализа, затоа што знаете и сами дека вторник или среда најчесто правиме анализа на биткоин чартот, затоа што истиот се наоѓа веднаш после самиот викенд и еден ден после отварањето на берзите во Америка, кои што за жал се исто така многу битни во однос на тоа каде ќе се движиме во, да речеме, оваа недела. Со тоа што прво сакам да започнам со една мисла кажана од еден од најбогатите луѓе на светот во тоа време, а и неговата фамилија до ден денес се уште е една од најбогатите во светот, а тоа е Барон Ротшилд, односно неговата реченица, она што на некој начин тој го увидел во однос на купувањето на берзи, да речеме, во времето во кое што тој живеел. А тоа е, вели, купувајте кога има крв на улиците, па макар и таа крв да е ваша. Што уствари тоа представува? Значи, ова е буквално онаа мисла која што цело време се обидуваме да ви објасниме, посебно со онаа DCA стратегија, дека дури и цената да паднала под она што вие сте го купиле, тоа значи дека, нели, и вашата крв е замешана во однос на она што се случува моментално во економијата, доколку сте сигурни во вредноста на она што го купувате како средство, без разлика дали тоа станува збор за, да речеме, берзи или станува збор за обврзници, станува збор за било каков тип на добро што го купувате. Значи, во случајот кога вие сте убедени дека тоа што го купувате на вистина има вредност и исто да ќе продолжи да расте во иднина, значи не е битно дали и вашата крв е замешана со онаа на моментално целата економија, односно самата економија е во пад. Продолжувате да купувате затоа што стравот е најголемиот проблем кај луѓето, тоа можеме да го видиме највеќе во моментот каде што луѓе кога се наоѓавме во овој сегмент од 70.000 велеа дека толку цената падне надолу до 30.000, они би купиле се, би продале куќата, би продале бубрег само да купат повторно биткоин. Моменталното цената се наоѓа на 20.000, падна и до 18, па скоро и 17,8 Што се случи? Луѓето се исплашени да купат. Сега, значи тоа е разликата помеѓу оние кои што навистина веруваат во криптосферата и веруваат дека истата ќе се врати повторно, како што се врати 3 пати до сега, значи имавме 3 последователни булрана, и веруваат дека истата ќе продолжи и натаму. Тоа е разликата помеѓу оние луѓе кои што знаат дека сега треба да се купи и оние луѓе кои што повторно мислат дека ќе отиде до нула целиот криптопазар заедно со биткоин. Значи, повторно, ова е на некој начин ваша одлука, да одлучите дали навистина сакате да влезете во криптопазарот или не. Доколку сакате, значи, иако ова не е финансиски совет, ние до сега, како луѓе кои што преживеале еден цел bear market, ви кажуваме дека ова е една од најдобрите опции кои што некогаш ги имате, посебно во криптосферата. Со тоа што користењето на самата DCA тактика, која што постојано ви ја кажуваме, е тоа дека не мораме да го бркаме апсолутно до дно, односно да се надеваме дека ќе купиме точно на самото дно, затоа што тоа е невозможно да се определи. Значи, и најдобрите чартери, економски аналитичари на светот не можат тоа да го направат, затоа нема да се обидуваме и ние, но ќе се обидуваме што можеме поблиску да утврдиме дека се наоѓаме до одредено дно, и со тоа да имаме подобри позиции во маркетот кој што доаѓа посебно во 2024 година. Затоа, секогаш кога ќе видите огромно паѓање на еден пазар, без разлика каков пазар е, без разлика во кој сегмент е, за што се работи, секогаш сетете се затоа што овие луѓе не станале најбогати на светот затоа што не знаат што прават. Значи, затоа кога велат дека психолошката бариера на луѓето кога одредени ствари ќе паднат на ниско ниво, оди до тој степен што се исплашени да купат затоа што мислат дека истата ќе изгуби целосна вредност. Да, не е паметно да купите Луна кога гледате дека целиот проект се руши. Но кога гледате дека биткоин е во здрава корекција, која што не само јас, туку многу канали таму надвор ви ја кажуваат, да, тогаш е навистина време да се купи. Поентата е само да видите кога според вас е најдобро време, односно да направите собствена анализа кога според вас е најдобро време тоа да го направите. Сега, ќе се вратиме да направиме анализа, како што и правиме секогаш, на неколку различни чартови во однос на различни индикатори кои што ги имаме на самиот канал, кои што веќе работиме. Доколку не сте запознаени со индикаторите кои што ги користиме, би ве замолил да се вратите повторно на оние две листи видеа каде што имаме објаснување за основните индикатори и како ние правиме анализа на одреден коин, во случајот во криптомаркетот, и на тој начин да можете да следите оваа анализа
со нас нели целосно и да разберете за што станува збор, затоа што најчесто биткоин анализите колку и да се обидам да бидат пократки, не може да бидат пократки ако успеам, значи ако повторам како индикаторите, кои се индикаторите и зошто ги користиме и како се користат, значи верувајте ми анализава би траела 20 часа. Затоа во интерес на времето би ве замолил да ги разгледате индикаторите кои што не ви се јасни, да се вратите наназад и да најдете за секој од овие индикатори имаме направено видео. За оние кои што немаат до сега никаков, да рекам начин, допир со нашиот канал, би ги замолил да се вратат, затоа ги направивме овие плейлисти, за да може да се едуцирате и да направите собствена анализа и да следите нашата и потоа да речеме во иднина да можеме и да соработуваме во однос на тоа, нели, што имате вие како мислење, што имаме ние како мислење. Сега. Јас во однос на претходното видео кое што го направивме, повторно го задржав овој дел, односно да видиме според нашите вредности кои што на некој начин се вредности кои што ние како канал ги користиме за да видиме дали се наоѓаме негде блиску до самото дно. Значи ќе ги повториме истите и ќе видиме дали се наоѓаме на самото дно. Значи тоа ќе биде првата работа која што ќе направиме, затоа што веќе се поминете неколку дена од, да речем, техничко дно направено на биткоин, ќе објасниме зошто, со тоа што овие се индикатори кои што ни помагаат да видиме каде се наоѓаме и дали сме на некој начин блиску до потенцијално апсолутно дно на цената на биткоин. Значи ова е на некој начин ни дадат генерална слика дали сме таму. Сега, за да го направиме тоа, значи како што видовме во претходното видео, доколку сте го гледале, треба да бидат исполнети неколку од овие услови. Значи ова е она биткоин ботом видео, со тоа што за да го споредиме првиот од овие услови, ќе се вратиме на овој чарт каде што ни се внесени 4 EMA индикаторите. Односно, во оваа ситуација се поставени за bear и bull market, каде што 200 и 300 неделната средна вредност представуваат претходни бариери на задржување на цената, како што можеме да видиме, ова е цената во 2017 од 2019 година, каде што можеме да видиме кога цената се задржала на 200 неделната и еднаш ја допрела 300 неделната средна вредност. Тоа практично било дното на самиот пазар. Доколку се вратиме поназад во самиот чарт, можеме да видиме и дека на претходниот чарт во 2013 до 2016 година можеме да увидиме дека се случило истото. Ова е чисто за оние кои што претходно немаат гледано наши анализи, да видат зошто уствари овој индикатор е толку битен, со тоа што ова е на некој начин единствениот индикатор кој што е исполнет за дното на самата цена на биткоин. Значи гледаме дека во овој bear market 200 неделната средна вредност била практично најдлабоката вредност која што овој пазар ја достигнал. Со тоа сега ќе се вратиме повторно назад на моменталната ситуација на самиот биткоин чарт и затоа моментално ово што го гледаме е историски на некој начин втор пат ова се случува, а тоа е цената да биде, значи свеќата да заврши под 200 неделната средна вредност, што е моментално случувањето што го гледаме во светот, што на некој начин е нешто што многу ретко се гледа, затоа што 200 неделната средна вредност најчесто е многу јака бариера за цената на биткоин и гледаме дека буквално се вративме на истата онаа цена за која што разговаравме претходно. Ви кажавме дека 20.000 како цена е многу јака психичка бариера каде што имаме голем број на наредби, фактички orders, наредби на големи играчи да купат биткоин, иако цената падна до најдлабоко негде околу 17,8к, беше уствари најдлабокото што ние го видовме. Да, ние купивме негде околу 18.000 и нешто, неколку од нашите коини, може да погледнете на нашето претходно видео што купивме. Со тоа што го направивме тоа затоа што видовме дека цената се приближува до 300 неделната средна вредност, а доколку споредиме со претходниот bear market, значи скокот кој што го направи после допирањето на 300 неделната средна вредност, гледаме дека е драстичен. Значи и после тоа веќе никогаш не се врати на ова ниво. Затоа и не сакаме да изгубиме оваа шанса. Ако сте го погледале претходното видео, 25% од нашето моментално стейблкоин и кеш портфолио го внесовме во криптопазарот, затоа што има шанса цената да не се врати надолу и не сакавме да ризикуваме во случај да тоа се случи. Сега, тоа е само шанса, значи да не заборавиме на тој фактор. И доколку се вратиме на оваа листа, ова е една од единствените практично услови кои што се исполнети за апсолутно дно на биткоин цената.
Сега ќе видиме зошто. Затоа што следен е индексот на инфлација, односно USIRYY, кој што тоа е уствари кратенката со која што може да го најдете на TradingView, со тоа што доколку се придвижиме на ваквиот индекс, она што можеме да го заклучиме е дека најпрво овој индекс се апдейтира еднаш на месечно ниво. Затоа гледаме дека последната вредност која што имаме од 31. мај 2022 година, а и во таа ситуација мораме да чекаме барем 10 до 15 дена во тековниот месец за да биде апдейтиран и да видиме какво е нивото на инфлација во однос на каматните стапки кои што моментално Федералната резерва на Америка ги поставува и на тој начин се обидува да ја намали оваа инфлација во однос на доларот во Америка, а со тоа и во светот. Со тоа што досегашните два rate hikes неуспешно тоа го направија, затоа што гледаме дека и понатаму самиот индекс продолжува да расте. Направија уште еден, за тоа веќе имавме видео, претпоставам дека го видовте тоа. Значи, нас таквите rate hikes не се обележани на самиот чарт, а тоа беше на 14 и 15 јуни. Со тоа што овдека ова е неделен чарт, затоа и не може да се постави правилно, на дневниот чарт не е поставен, ќе се вратиме на дневниот, ќе разгледаме и таму. Она што треба да го заклучиме во однос на индексот на инфлација е дека ваков тип на инфлација во Соединетите Американски држави не е виден уште од 1980 и сега ќе ви кажам точно која, значи 8,6, еве гледате. 8,6 индекс не е виден од 1982 година. Значи, замислете, тоа се 40 години немало ниту блиску до ваква инфлација, последната која што била на некој најблиско ниво е во 1990 година, а тоа е .com бабелот, односно почетокот на интернетот, оној голем пат кој што се случил, каде што инфлацијата достигнала 6,3. За разлика од тоа имаме многу повисока инфлација од 8,6 и се додека не видиме заоблување на графикот на самата инфлација, да покаже дека на вистина почнува да се движи надолу, односно дека овие каматни стапки кои што Федералната резерва ги поставува еднаш на 1 до 1,5 месец од прилика, значи додека не видиме заоблување на ова крива надолу, не можеме да очекуваме и наоѓање на дното на цената на биткоин. Значи, сакам да кажам, тоа би било еден од најглавните и најјаките и можеби прв индикатор кој што на вистина ќе ни покаже дека се наоѓаме на дното на самата биткоин цена, а со тоа и цената на индексите кои што се на берзанските, како што е S&P 500 и Nasdaq. Сега, затоа и реков дека мораме да почекаме да видиме каков ќе биде индексот во однос на јуни, откако јуни месец ќе заврши, негде од 10 до 15 јули очекуваме да ни покажат како овој индекс ќе се придвижи, а со тоа веднаш што ќе биде објавен самиот индекс, верувајте ми дека веднаш тоа ќе реагираат самите пазари, позитивно или негативно во однос на тоа дали самата каматна стапка, инфлација ќе расте или конечно ќе почне да опаѓа. Дури и да имаме стагнација, односно истата да не се придвижи нагоре, тоа би било повторно позитивен фактор, затоа што како што можеме да видиме во последните од 28 февруари 2021 па нагоре, инфлацијата драстично е порасната до последниот индекс кој што го имаме од 31 мај, односно самиот крај на месец мај, кој што беше објавен негде пред состанокот на Фед во 14-15 јуни. Затоа рековме дека ова е многу битен сигнал кој што мораме да го следиме, а тоа е негде во јули, 10 до 15 јули, тоа е уште еднаш имаат состанок Фед, каде што повторно ќе навлеземе во, значи на секоја недела ние постојано ќе го спомнуваме затоа што многу луѓето не ги следат нашите анализи постојано и е многу битно истиот да не се промаши во однос на определување на дното на цената на биткоин. Затоа заоблување на овој индекс е крајно битен индикатор. Следниот е исто така заоблување на индексот на вредноста на доларот, односно DXY, што е уствари кратенката за вредноста на доларот. Сега само момент ќе се вратиме на свеки, затоа што овдека е многу подобро да видиме што станува збор во однос на овој индекс. Сега, ќе го погледнеме на дневно ниво, прво ќе направиме анализа на самиот индекс на DXY, S&P 500 и Nasdaq, а потоа ќе се вратиме на самиот биткоин, затоа што овие се на некој начин почетни индикатори кои што ни се многу битни за да видиме како цената на криптопазарот ќе се
однесува, со оглед на фактот дека како такви, значи самите берзи и доларската вредност се многу поголеми во економска моќ за разлика од самиот криптопазар, затоа и истите се многу побитни како индикатори во однос на тоа што гледаме на криптопазарот моментално. Сега, гледаме дека цената на DXY на дневно ниво формира триаголник, кој што моментално не е ниту нагоре, ниту надолен, со тоа и не можеме да утврдиме каде цената би се придвижила веднаш, но можеме да утврдиме нејзината мета, односно од висината на овој триаголник па надолу по прав агол до долната страна на овој триаголник, можеме да видиме која би била метата на овој триаголник и истата во моментот кога истиот ќе биде скршен нагоре или надолу, треба само да ја наметнеме и да видиме што очекуваме. Да речеме дека во овој момент доколку истата би била скршена, гледаме дека ќе се придвижи во однос на во однос на самиот Фибоначи, кој што е земен од претходниот all-time high до моменталната корекција надолу, која што ако се сеќавате беше 50%, само да, тоа е една од забелешките кои што ќе почнам што повеќе да ги, значи ќе пробам да ги исклучам повеќето индикаторите за да можеме да ви покажеме подетално за што станува збор. Значи во моментов она што е најбитно што треба да го забележиме е дека само да ви ја покажам претходната корекција за оние кои што не гледале нашите претходни анализи. Значи од овој момент каде што имаме придвижување на цената на доларот нагоре до претходниот all-time high, значи гледаме дека цената се коригирала до 50% Фибоначи секвенцата, што значи дека од овој момент па нагоре доколку ја поставиме Фибоначи секвенцата, ќе се вратиме на претходниот сегмент каде што беше сето ова поставено. Гледаме дека првото ниво се наоѓа негде горе во ова бело поле, кое што доколку се вратиме на месечно ниво, можеме да видиме од каде истото доаѓа, па потоа ќе се вратиме да видиме што уствари очекуваме од сад. Значи гледате, ова е претходниот сегмент кој што моментално во овој огромен пад бил единствениот, гледате овој огромен пад на вредноста на доларот бил единствениот сегмент каде што имаме обратно движење на цената нагоре, кој што во случајов би бил прво отпор на цената, а доколку истиот биде пробиен, а потоа и сама поддршка на самата цена. Значи тоа е уште од 2002 година, уствари овој сегмент кој што моментално го гледаме овде. Со тоа што доколку зумираме и се вратиме повторно на дневно ниво, каде што анализата ни е на некој начин најбитна, затоа што овде ќе имаме најголеми движења. Гледаме дека мерката за мета, практично од овој триаголник, кореспондира точно со горната граница на ова поле на отпор, каде што претходно цената била одбиена. Гледаме дека точно под самото поле практично не е цената, туку вредноста на доларскиот индекс била одбиена. Имавме повторна корекција надолу до 60% од Фибоначи секвенцата, односно the golden ratio, и гледаме дека сега моментално се обидуваме да скршиме горната страна на овој триаголник, што јас верувам дека ќе биде случајот. И ова е претходното ниво кое што е од 1999 година, доколку сте гледале нашите претходни анализи, многу често го спомнуваме, да видиме што би се случило доколку се придвижи индексот надолу од оваа долна граница. Гледаме дека можеме да очекуваме целосна корекција и паѓање под претходниот лоу, што би бил знак за вртење на доларниот индекс надолу, но тоа е доколку имаме целосен пресврт, што јас не верувам дека ќе биде случај. Ова е, нели, ги покажуваме двете варијанти кои што би можеле да се случат. Сепак јас верувам дека посебно овој рейт хајк што се случи на 14-15 јуни, верувам дека дополнително ќе бутне цената нагоре, затоа што истиот има одложно дејство, што моментално го видовме на пазарот. Значи, одложното дејство е тоа што кога ќе се стави ваков тип на камата, потребно е време за да се направи акумулирање на доларската, практично на количината на долари назад во Федералната резерва, со на тој начин да се намали количината на долари на пазарот, а со тоа и да се намали и самата инфлација, а да се зголеми вредноста на доларот за тоа што имаме помала количина на долари на пазарот. Сега тоа беше основната анализа која што моментално каде се наоѓаме на самиот доларски индекс. За кратко само ќе ја погледнеме S&P 500 затоа што имаме нешто интересно што е на некој начин добро да се погледне. Значи гледаме дека од претходниот пат, само да се вратиме прво на макро ниво да видиме каде се наоѓаме. Значи на макро ниво
моментално се наоѓаме во овој пат од претходниот, значи гледате, ова е претходната корекција од истата доколку го погледнеме на Фибоначи секвенцата, се наоѓаме под 0,382 левелот, односно 38% од Фибоначи секвенцата, со тоа што веќе неколку пати го спомнавме во претходните анализи, очекуваме ваквиот индекс да падне минимум до 0,5, односно 50% од Фибоначи секвенцата, а со можност и до Golden Ratio 0,678. Значи тоа се оние следни 3 до 4 состаноци на Федералната резерва, каде што дополнително ќе бидат поставувани се повеќе и повеќе значи каматни стапки, да се зголеми генералната каматна стапка на заемите кои што ги дава Федералната резерва на банките. Со тоа и веруваме дека дополнително ќе падне вредноста на S&P 500 индексот надолу барем до овој левел. Ова е жолтото поле каде што очекуваме да имаме корекција нагоре. Рековме и претходно, овој канал, кој што е истиот канал во кој што цената се движи од претходниот голем bear market, тоа е од 2008 година, со онаа банкарска криза, значи истиот гледаме дека ја држи цената во и над него, со тоа што доколку добиеме корекција до 0,678 ќе имаме тестирање на горната граница на овој канал, што е на некој начин и апсолутното дно што ние очекуваме да го достигне овој индекс, а со тоа кога би се случило да добиеме апсолутно до дно како на S&P 500, односно самите берзански индекси, така и на криптопазар. Но затоа и рековме дека се уште сме рано, затоа и го споредивме DXY, да се вратиме на самите индекси за кои што веќе разговаравме. Значи DXY индексот се уште немаме значи потврден пат, односно за облување на истиот надолу и да очекуваме дека истиот ќе паѓа, а со тоа да растат самите DXY, S&P 500, Nasdaq и криптопазар. Доколку се вратиме на дневно ниво, имаме уште едно нешто што сакаме да ви го покажеме, а тоа е дека во значи гледате дека со последниот rate hike, оно што го кажавме, одложното дејство се покажа и на S&P 500 индексот, гледате. Значи со последниот rate hike кој што беше направен на 15 јуни, цената официјално падна од нејзина вредност на 373,5 до апсолутно дно од 359 практично, 360, а тоа е 3,4%, што на берзански индекси е многу голем пат. Сега, во однос на оние луѓе кои што претходно ни побараат гапови, значи гапови во берзанските индекси се многу почести, а ова е еден пример од тие. Значи гледаме дека со овој пат кој што беше најавен со самата каматна стапка на Фед, гледаме дека имаме буквално формирање на гап кој што претходно беше практично назначен од овој вик, односно ова сенка на свеќата, која што дното представува долната страна на гапот, а горната страна представува практично нејзиното тело, со тоа што гледаме дека веќе се наоѓаме под гапот кој што представува моментално отпор на самата цена и гледаме дека имаме еден обид, сега повторно цената се обиде да направи втор обид со овој минимален памп кој што го имаме поради значи утврдување на локално дно на биткоин цената, затоа ќе разговараме подоцна, но ќе веруваме дека ќе има повторен обид за, ако ништо друго, барем ретестирање на ова поле, се додека не се вратиме до овој надолен пат, односно овој тренд кој што го имаме на S&P 500 вредноста. Затоа и веруваме дека и да имаме благ раст на S&P 500 вредноста нагоре, истата од левелите на Фибоначи, кои што ги имаме овде, а и самиот пајачки тренд и ова поле кое што го имаме ќе биде повторно одбиено за да се придвижи конечно во жолтото поле кое што представува првата званична цел каде што можно е да се утврди апсолутно дно на корекцијата на S&P 500 индексот. Сега, ќе го отвориме DXY индексот затоа што истиот не е многу побитен во однос на анализите на биткоин, а ќе се вратиме повторно на оваа листа на услови кои што на некој начин ни се потребни за да можеме да утврдиме дали сме на барем блиску до дното на биткоин цената, со тоа и криптомаркетот. Значи тоа беше DXY, значи вториот и третиот се уште не се исполнети, потребно е да добиеме барем lower low од претходниот, односно кога цената би паднала под овој low, односно ова најниска вредност локална, тогаш можеме да очекуваме и придвижување на цената надолу, што се уште не е случајот, тогаш ги уклучиме и овие два индикатори, односно
Bollinger Bands и Market Cipher, можеме да видиме дека во однос на Bollinger Bands имавме тестирање на горната граница, затоа имаме оваа корекција, но горната граница се движи се повеќе и повеќе нагоре, што значи дека после оваа успешна корекција на средната вредност на Bollinger Bandот, можеме да очекуваме и се повеќе и повеќе придвижување на цената нагоре. Значи DXY индексот воопште не ни покажува никакви знаци на слабост, со тоа што гледаме дека имаме огромно поле на поддршка како од 4MA, односно ова е зелената вредност на 100 денови, така и од самата средна вредност на Bollinger Band, потоа го имаме ова жолто поле кое што претходно беше отпор, сега моментално представува, гледаме, поддршка. Значи имаме огромна поддршка на цената на доларниот индекс да се движи нагоре. Затоа и се уште сме далеку од евентуално дно, доколку јас се прашувам. Значи, иако тоа не значи дека цената драстично ќе продолжи надоле, значи дека цената барем ќе се движи хоризонтално во случајов додека не добиеме конечен пад на вредноста на доларот и на самата инфлација. Сега, значи, ова беше во однос на доларот и на S&P 500, сега ќе се вратиме само на кратко да видиме што станува со последните три категории и потоа ќе продолжиме со нормална анализа на биткоин во однос на тоа што можеме да очекуваме. Првата е на месечно и неделно ниво, да видиме што се случува со хајке наши свеките. Нормално, како што рековме и досега, за сите овие индикатори веќе имаме направено видео претходно, каде што може сами да погледнете кои и што точно значат. Значи гледаме дека хајке наши на месечно ниво на биткоин се во комплетен пад. Немаме никаде ниту блиску до ова spinning top, spinning bottom свеќе, овие неодлучни свеќи каде што имаме поголеми сенки од самото тело на свеќата. Значи гледаме дека цената се уште се движи драстично надолу. Кога ќе добиеме таква свеќа, тоа ќе биде првиот момент каде што ќе очекуваме да самиот пазар одлучи каде ќе се движи следно, истото и на неделно ниво гледаме. Значи овие се тие свеќи кои што ни се потребни за да видиме дека имаме некаква промена на самиот тренд. Се гледаме дека тоа не се случува дури на неделно ниво. Значи неделно и месечно ниво ни се најбитни за промена на било каква голема промена на самиот пазар, затоа и гледаме дека на месечно и неделно ниво немаме промена во хајке наши свеќите, односно трендот е се уште јак во надолна фаза, затоа ќе ги вратиме во нормални свеќи. Значи, гледате, дури ни овој дел не е, значи од 4 почетни само првиот е исполнет, со тоа што се уште не сме ја допреле 300 неделната средна вредност, само се приближивме до истата. Следно што треба да провериме е гозискиот канал. Значи во гозискиот канал, како што рековме од претходните случаи, јас секогаш сакам да го повторувам ова како вежба на некој начин, за да може да видите кај се наоѓаме, затоа што гозискиот канал е еден од индикаторите кој што е светски многу користен, а тоа е дека после промена на гозискиот канал од зелен во црвен, се придвижуваме до формирање на самото дно. Доколку се вратиме назад, значи можеме да споредиме дека во претходните два булрана сме имале по промената на гозискиот канал од зелен во црвен, во наредните 4 до 5 свеќи веќе сме биле блиску до самото дно, ако не и сме го формирале самото дно на цената на биткоин. Значи во оваа ситуација е 2017 година, гледаме 1, 2, 3, 4, 5-та свеќа го формирала дното на цената на биткоин, иако ова не е правило, сепак е еден од индикаторите дека во однос на моментот кога ќе добиеме црвена индикација дека имаме целосна промена на трендот од bull во bear. Значи ова е на некој начин time frame, односно временска рамка во која што можеме да очекуваме дека би можеле да се придвижиме до определено дно. Значи на претходно булран беа 5 во 2017, во 2013 имаме 1, 2, 3, 4, 5 повторно. Гледате, значи имаме овде, гледате. 1, 2, 3, 4, 5 свеќи за да се оформи самото дно. Значи тоа е буквално од моментот кога гозискиот канал се претворил во црвен. Да се вратиме на моменталната ситуација и да видиме каде се наоѓаме сега. Значи, иако имаме формирано нова свеќа од претходниот пат кога правевме оваа анализа, значи веќе имаме, гледайте. Значи од моментот кога сме оформиле црвен канал имаме 1, 2, 3, ова е четврта свеќа. Значи ова е следната свеќа доколку се повтори историјата, што не гледам причина зашто не би се повторила. Значи би било на некој начин формирање барем или апсолутно дно или пак приближување до самото дно. Со тоа што оваа сенка можеби уствари и ќе биде самото дно,
можеби ќе добиеме уште 2 свеки постепено движење надолу до 300 недела средна вредност. Тоа е она што јас го очекувам со оглед на фактот дека во наредните недели и месеци се уште имаме нови каматни стапки, со тоа што да не забораваме само една многу битна работа во однос на каматните стапки кои што се поставувани се повеќе и повеќе од Федералната резерва на Америка, е дека доколку добиеме ситуација во која што значи самата економија на Америка влегува во рецесија, значи во таа ситуација Федералната резерва мора да размисли дали ќе продолжи и понатаму, иако самата инфлација не е комплетно ставена во контрола, затоа што таргетот на Федералната резерва е да ја намали инфлацијата до 2%, што за нив представува посакувано и нормално ниво на инфлација, но истата може да престане и на поголема вредност на инфлација, доколку види дека економијата навистина стагнира и почнува да се враќа во рецесија. Во таа ситуација Федералната резерва може да промени својата политика и да продолжи да принта пари, односно да почнува да принта да ги пушта во оптек повторно поголемите количини на долари, со тоа што вредноста на доларот ќе падне, инфлацијата се уште ќе се заради затоа што инфлацијата не реагира веднаш, но за разлика од тоа економијата ќе почне да се движи нагоре, а со тоа и самите берзански индекси и криптопазарот и останати пазари. Значи тоа е она што се очекува до крајот на годината да се случи, во однос на моментот кога ќе се постигне било каков напредок во запирање на инфлацијата. Федералната резерва нема да има друг избор, односно ќе мора веднаш да се сврти повторно обратно во однос на принтање на повеќе долари, со цел да ја ублажи рецесијата која што доаѓа во Америка, а со тоа и во светот. Ова можеме да видиме дека сме блиску, но се уште не сме го оформиле, затоа што повторно се потребни 5 до 6 свеки за да можеме да видиме дали сме дошле до самото дно, но повторно ова е на некој начин еден од најслабите индикатори кои што ги имаме во оваа сфера, затоа што на некој начин е само повторување од историјата, што не мора да се случи овој пат, но повторно. Доколку немаме показатели што би го спречиле тоа, не гледам причина зашто тоа не би се случило. Oversold RSI, Stock RSI и пресврат на MACD на неделно и месечно ниво. Значи ќе се вратиме на месечно да видиме каде се наоѓаме со, но ќе го погледнеме тоа на овој чарт затоа што овдека RSI и Stock RSI се разделени и е многу поедноставно да видиме каде се наоѓаме, односно повеќе може да видите, почисто може да видите на самиот чарт. Значи да не го гледаме тоа на Market Cipher. Значи на месечно ниво MACD се наоѓа моментално во слободен пат, како што можеме да видиме, со тоа што немаме никакво заоблување, односно прво мораме да се појави светол столб на самиот бран, со тоа што тоа би било, како што можеме да видиме и овде, назначување дека имаме заоблување, односно запирање на овој тренд надолен и постепено коригирање нагоре, што значи дека MACD се уште е во слободен пат. Не можеме да рачунаме на него на месечно ниво. На месечно ниво во однос на Stock RSI се наоѓаме на апсолутен oversold, имаме сигнална линија на 0, а базична линија на 3,6. Значи дека сме апсолутно oversold, но тоа е Stock RSI, не заборавајте. RSI-от е многу побитен, иако двата се лагирачки индикатори, значи моментално RSI се наоѓа на најниска можна вредност што некогаш ја имал на месечно ниво. Гледаме дека претходните bear run бил на 44, а сега се наоѓа на 42,5, значи тоа е најниска апсолутна вредност што некогаш ја имал RSI, но се уште не е oversold. Затоа што гледаме дека oversold, ако се сеќавате, доколку не може да ја погледнете нели видеата каде што објаснуваме за RSI, секоја вредност под 30 е oversold, што значи дека односно препродадено, значи дека сме далеку од оваа долна граница на 30, што може да допреме, тоа никој не запира, во однос на тоа што ќе се случува со самата економска сфера во светот во наредните 6 до 8 месеци. На неделно ниво, да видиме што се случува, значи на неделно ниво имаме некаква промена, ќе видиме за што станува збор. Значи, имаме благо забавување на овој бран, гледате претходно неуспешно, но овој пат гледате дека барем растојанието помеѓу овие столбови веќе не е толку големо во однос на падот, почиња да се намалува, со тоа што можно е следниот столб доколку имаме движење на цената нагоре во наредните недела дена, да биде бел столб, со тоа и ќе имаме за почеток прво заоблување на MACD на неделно ниво, но во овој случај се уште немаме. Што значи дека сите индикатори досега ни покажаа дека
ова движење надоле на цената може да продолжи. Сток RSI е единствениот кој што е обратен, затоа што имаме повторно нула сигнална со практично 1 базична вредност, со тоа што е екстремно е препродаден, но тоа повторно не е комплетен индикатор, затоа што сток RSI е најслаб од овие три индикатора. Моментално можеме да видиме дека на неделно ниво MACD се наоѓа на 26, што е максимално за ваква ситуација. Доаѓаме од претходни 70 поени, да дојде до 26, тоа на вистина е препродадено, но тоа е само еден индикатор од многумина и да не забораваме дека целата економија е во регресија практично, затоа и еден индикатор не значи многу на ваков тип на анализа во оваа ситуација, но тоа значи дека имаме локално дно. Сега она е следната тема за која што сакам да зборувам со вас. Значи, ниту една цена не се движи директно надолу. Односно, секогаш имаме корекции во однос на движењето надоле, затоа и секогаш е паметно во однос на DCA стратегијата која што ја предлагаме, да правите постепени купувања на одредено добро кога се движи надоле, иако тоа не мора да биде на апсолутно до дно, значи рековме тоа е скоро невозможно да се определи. Затоа е паметно да се купува во одредени сегменти кога верувате дека цената оформила определено локално дно. Затоа и веруваме дека ова би било определено локално дно, затоа што имаме солидни индикатори кои што би покажале дека може цената да се задржи овде. Сега ќе поразговараме кои се тие индикатори. Значи, како што рековме, од нашите индикатори во однос на апсолутното дно, гледаме дека сме далеко од апсолутното дно, така да можеме да го паузираме ова на некој начин, да разговараме за истото понатаму, кога ќе видиме дали нешто од овие индикатори се сменило, но можеме да поразговараме дали сме утврдиле локално дно, а за тоа на брзинка ќе ги разгледаме повеќето чартови да видиме што истите ни кажуваат. Значи, зошто верувам дека сме направиле локално дно? Прво, да не забораваме дека веќе сме во слободен пат и тоа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 недели со исклучок на оваа недела кај што имавме side movement, видовме дека нема памп, туку имаме само еден side movement. Значи 10 недели стрикно пат, со тоа што ова е последна недела, ќе видиме како исто да ќе заврши. Значи имаме целосен пат на цената во последните 10 недели. Потоа имаме локално ниво 20.000 кое што ја задржа цената веќе цела недела, после овој строг пат, и гледаме дека цената се уште е на 20.000, тоа не значи дека исто да ќе заврши овде, но се наоѓаме на долната граница на Болинџер бендот, што гледате дека навистина се ја задржува цената сам по себе, иако истиот е во пад надолу. Значи цената ја задржува и гледаме дека секогаш кога цената ќе се задржи на долната граница во одредено време, истата почнува да се коригира нагоре пред да продолжи да се движи надолу, како што ова се случи овде. Значи не може постојано да се движи на долната граница на Болинџер бендот. Имаме оваа тренд линија, која што верувам дека доколку има придвижување нагоре, тоа би била еден од првите мети кои што на некој начин ќе ја задржи цената пред да продолжи да се движи надолу, а тоа е дури и до 24-25.000 во случај да продолжи да се движи нагоре. Следен индикатор кој што верувам дека е еден од показателите за локално дно е, како што рековме, RSI, не сток RSI, иако сток RSI е комплетно oversold. Истиот, како што можеме да видиме, во 2 дена може да се придвижи нагоре многу брзо, затоа RSI е многу поверодостоен, а истиот е моментално на вредност од 26 до 24, затоа што веќе беше 24. И гледате дека самата линија на Market Cipher се променува во зелена или црвена во однос до дали е oversold или overbought, значи е препродаден. Тоа значи дека овие се два индикатори заедно со нивото на 20.000 кој што успеа сега да задржи цената, иако имавме корекција надолу. Значи ова е движечкиот бран на самата цена кој се уште е во пат, немаме заоблување. Единствено имаме заоблување на VWAP, кој што моментално се движи нагоре, но во благ пораст. Тоа не значи дека така ќе продолжи, мораме да видиме што ќе се случи со самата економија понатаму. И гледаме дека имаме огромен одлив на парите од ова добро, односно биткоин. Се уште немаме заоблување на истиот нагоре, а тоа е на неделно ниво. Значи, неделно ниво ни е најбитниот сегмент кој што е најдинамичен, да речеме, во однос на нашата анализа во оваа ситуација моментално. И мораме да спомнеме дека исто така еден од главните индикатори кој што ја задржи цената овде е долната граница на Болинџер бендот, кој што рековме дека на месечно ниво истиот не бил допрен од претходниот bull run во 2013 до 2016 година. Значи тоа е последен пат кога истиот бил поддршка. Гледаме дека од 2016 година наваки цената не се ни приближила практично до истиот. Гледате дека има голема разлика од
Еве на пример овде 3800 до долната граница каде што е на Болинџер бендот е 2400, што е огромна разлика во цена. Затоа и овој пат прв што ја допре самата долна граница на Болинџер бендот е здрав, на некој начин здрава корекција, каде што знаеме дека секогаш кога цената ќе ја допре едната страна на Болинџер бендот, постепено се враќа до другата страна, како што беше и во оваа ситуација случајот. Со тоа што ова не значи дека веднаш ќе се придвижи цената нагоре, истата може и понатаму да продолжи да се движи на самата страна на долната граница на Болинџер бендот, се додека конечно не добие корекција, но тоа може да биде и неколку месеци, че останува да видиме. Само битна работа е тоа што видевме дека долната граница на Болинџер бендот успеа барем за почеток да ја задржи цената. Имаме уште 8 дена до завршеток на овој месец да видиме дали ќе успее самиот Болинџер бенд да ја држи цената во долната граница. Сега да се вратиме на дневно ниво, да видиме што се случува таму. Да, чисто да видите на месечно ниво, значи како што рековме, самиот RSI е на најдлабока можна вредност до сега од 42, веќе го спомнавме тоа, но да спомнеме оно што не ни беше представено во претходниот чарт, а тоа е движењето на самата цена е во надолен тек, гледаме дека конечно е под нулата, VWAP под нулата, движење надолу, гледаме дека имаме одлив огромен на средствата кои што биле во биткоин до сега. Значи, она е тоа што ви го спомнав во однос на крв на улиците. Значи, ова е таа крв на улиците, каде што, за разлика од оние кои што се плашат, доколку имате храброста да купите, тоа е разликата во однос на можноста за голем профит и оние кои што чекаат да се придвижи цената до повторен all-time high па да направат профит. Ме разбирате? Тоа е големата разлика. Уште еднаш ќе напоменеме дека цената на биткоин до овој момент е во огромна корекција, а тоа е од претходниот all-time high до моменталната вредност е 70%, а до онаа вредност која што ја постигна беше 74 до 75% корекција, со тоа што претходните бул маркети имаме еден во кој што имаме 85% и еден во кој што имаме 89, скоро 90% корекција на биткоин во однос на бер маркетот. Со тоа што да не заборавиме, јас неколку пати го напоменав, значи претходните два бул маркети имаа blow off top. Овој бул маркет немаше blow off top, имаше два локални топа, со тоа што доколку нема blow off top, многу од аналитичарите надвор веруваат дека нема ни да има огромна корекција надолу, а тоа на некој начин кореспондира со ова проценка на 75 кои што веќе се постигнати проценти надолу, но тоа не значи дека овдека завршува се. Како што рековме, за разлика од претходните два булрана, економијата е многу поранлива во целиот свет, затоа што гледаме дека имаме работи со кои што светот досега не се соочил, во исто време имавме пандемија, па имавме војна, која што се уште трае, сега се најавува рецесија, некои од државите најавуваат и повторна пандемија, што се дополнителни фактори кои што би на некој начин би ја бутнале цената како на сите пазари, така и на самиот крипто пазар надолу, што мене ако ме прашувате треба да ве радува. Значи нас како тим тоа многу не радува, ова на некој начин доколку цената навистина продолжи надолу до следното ниво, односно следната мета која што ни е на 13.800, тоа е претходниот локален топ на цената на биткоин, оној неуспешен пробив на оваа надолен тренд на претходниот 2017 година булран. Со тоа што доколку се придвижиме до овој сегмент, до 13.800, односно 14.000, тоа би било одлична шанса за купување на биткоин. Значи, зборуваме сега конкретно за биткоин, а со тоа и на останатите ефтини blue chip алткоини. Значи, тоа е она што ние го правиме. Сега, останува да видиме, но ова е локално дно. Верувам дека е, затоа што гледаме дека имаме солидни показатели кои што ни покажуваат дека на вистина имаме утврдено дно, можеме тоа да го видиме и од претходниот Значи, претходната Фибоначи секвенца која што беше поставена на овој пат од Тера Луна на 12 мај до локалниот топ на 31 мај, значи патот гледаме дека веќе ја остварил првата мета, тоа е 161% надолу од оваа Фибоначи секвенца, со тоа што истиот левел моментално представува опор за движење на цената нагоре, веќе еднаш, два пати, три пати беше одбиен. Затоа и мораме да видиме дали навистина цената има сила да продолжи нагоре, со оглед на тоа дека гледаме дека имаме bullish divergence, односно она што разговаравме дека кога цена да се движи надолу, за разлика од тоа имаме higher low,
Значи имаме повисоко дно од претходното, значи тоа е bullish divergence, односно промена на трендот од bear во bull, и имаме оваа зелена точка на дневно ниво, што е многу јак знак за bullish, но не заборавајте дека колку и да се јаки знаците за bullish во ваков bear market, истите се многу краткотрајни и корекциите се на некој начин лимитирани, затоа и би предложила на сите што тргуваат моментално на овој пазар да бидат многу внимателни, затоа што моментално леверидж би можел да ви го ликвидира вашето портфолио многу брзо, со оглед на фактот дека имаме огромни ајкули кои што моментално буквално чекаат ваков тип на леверидж позиции. Чисто за да видите зашто станува збор, значи секогаш го користам coinglass.com/liquidation data, што уствари представува збир на сите ликвидации кои што се направени на најголемите, па и на средни и помали, значи ова се менувачниците, односно платформите на кои што се направени ликвидациите. Гледате колкав, значи буквално моментално ликвидациите се астрономски, она што моментално се случува. Значи гледате, имаме тотални ликвидации, ова е само за еден ден од 23 милиони за еден ден зборуваме. Значи гледате што се случува во еден ден. Еве прост пример. Тоа е моментално затоа што само што започнува овој нов ден. Значи само ќе ви покажам како изгледаат ликвидациите во претходните денови. Еве гледате моментално на една од поголемите на 18 јуни, кога имаме long 383 милиони, а short 197 милиони. Тоа е, значи, колку вкупно биле ликвидирани на овие платформи. Еве, едно од поголемите која што се случила на 13-14 јуни. Ова е оние кои што мислеа дека знаат како ќе се движи пазарот. Значи, еве, тоа сакам да ви го кажам. Моментално леверидж е на некој начин касапница. Значи 468 милиони со 685 милиони на лонгс, значи shorts и longs. Значи тоа е огромен обем на пари кои што се ликвидирани од оние кои што мислеле дека знаат како ќе се движи пазар. Затоа ќе ви напоменам уште еднаш. Значи немој да се обидувате да си играте посебно не во bear market, каде што имаме луѓе кои што има многу поеки индикатори од вас. Значи они плаќаат огромни суми на пари за да може да ги предвидат вашите потези, и ако мислите дека ќе направите огромен профит посебно во bear market, каде што нели цената се движи нагоре, надолу, така да многу едноставно и само треба да поставите лонг и сигурно ќе добиете. Значи тоа е тоа што ви го кажувам. Гледате, во ист ден они успеале па на некој начин приближно 60% со 40% да успеат да направат значи ликвидации и на shorts и на longs. Тоа е затоа што и едните и другите знаеле како се движи цената, но кога имате некој што многу поголем буџет, кој што може да ви ја бутне цената до вашиот стоп лос, само за да ви ја направи, да ви ликвидира оно што сте го поставиле. Значи, не заборавајте дека истите ќе го направат тоа како манипулација на пазарот само за да успеат да ве ликвидираат. Значи, тоа е многу битно да го запамтите. Секогаш има огромни играчи кои што буквално чекаат ваков тип на огромни движења на пазарот за да го искористат против оние кои што мислат дека може да направат брз профит со користење на леверидж. Да се вратиме повторно анализата, значи гледаме дека на Market Cypher имаме bullish divergence, но тоа не значи дека истата ќе одигра многу позитивно, значи останува да видиме. Сепак јас верувам дека имаме се уште време за движење надолу, значи да не заборавиме, веќе ми се поставени состаноците кои што очекуваме да се одржат на Fed до крајот на годинава, а имаме доста такви, значи гледате, имаме 1, 2, 3, 4 уште состанок кои што треба да се одржа во наредните месеци, па до 12 декември заклучно последниот, што значи дека мораме да видиме како наистина ќе почне да се движи инфлацијата надолу и доколку имаме олабавување на мерките од самиот Fed. Значи верували или не, за жал, во целиот свет моментално една институција, односно Федералната резерва на Америка, е најголемиот индикатор и најголемиот катализатор на оваа криза, доколку и понатаму се обидува да ја намали инфлацијата во Америка. Затоа многу е битно да ги следиме овие надворешни фактори. Сега, сакам да напоменам исто така во однос на оваа формација која што претходно, значи се сеќавате на овој канал кој што го најдовме во движењето на цената на биткоин, кој што претходно го користевме со утврдување на овој bear flag, односно знаме, вака, значи од локалниот топ
истиот го користевме за да утврдиме цена, односно да утврдиме движење на цената на биткоин надолу, кој што уствари представуваше 30.000, што и се случи, но да не забораваме дека оваа значи формација може да биде и многу поголема доколку тоа се случи од претходниот all-time high па до локалниот ботом на овој канал, и доколку истата ова мерка ја ставиме на местото каде што цената успеа да ја скрши, значи да го скрши овој канал, гледаме дека се придвижуваме до граница која што претходно веќе ја утврдивме, односно ова е локалниот топ во 2019 година, што рековме дека може да биде следниот пат на цената на биткоин. Гледате, значи дури и оваа формација сама по себе ни покажува дека можеме да очекуваме дополнителен пат на цената надолу, што не значи дека ќе заврши до 14.000, односно 13.800, но може да се придвижи барем блиску до истиот, а тоа би значило допирање на 300-неделната средна вредност. Затоа и реков, мораме да видиме како ќе се одрази моментално овој огромен пат на цената на биткоин, дали ќе оформи локално допаѓање, имаме корекција нагоре, па потоа повторно движење надолу до конечното дно можеби, или пак истиот само ќе се движи хоризонтално и ќе продолжи да паѓа надолу, што се две од опциите кои што јас очекувам да се случат. Како што веќе спомнавме, Гозискиот канал веќе објаснивме каде се наоѓаме на истиот. Сега би сакал да упатам благодарност до еден од нашите членови на групата Криптогамиџија. Само прво да ги исклучам овие индикатори кои што моментално прават збрка на самиот чарт. Ова е логаритмичкиот приказ на цената на биткоин. Значи, благодарение на нашиот член Александар Митич, кој што ни ја прати оваа анализа сопствена, нормално ова е канал кој што самиот тој го нашол. Значи, доколку се вратиме на логаритмичкиот приказ на биткоин во во историјата, односно со овој булран во 2013 година, гледаме дека истиот со оние локални лоус кои што ги има направено, кореспондира со движење на следниот bear маркет во 2014-2016, како и со овој практично топ кореспондира со локалните топови пред да го добие оној blow-off топ, а моментално кореспондира и со локални со all-time high кој што го добивме. Односно ова не беше all-time high, но гледано технички ова беше уствари all-time high кој што требаше да го добиеме, иако корекцијата беше поголема од истиот. Значи, гледате како добро кореспондира со самите корекции во bear и bull market, овој канал кој што е распространет низ целото движење на цената на биткоин, што на некој начин би можел да ни помогне во утврдување на тоа каде можеме да очекуваме корекција надолу. Значи, гледате дека во секој момент кога истиот би се придвижил нагоре и надолу, ни дава допирање на горната и долната страна, што не значи дека ќе се случи повторно, гледаме дека сме на вистина близу до остварување на истото. Сега, луѓе очекуваат дека доколку директно се придвижиме надоле, цената би стасала и до, гледате, значи долната граница на овој канал би била 15.000, што повторно, доколку се вратиме назад, кореспондира директно со на некој начин малку над ова локал топ кој што го имам во 2019 година, за кој што разговаравме дека е потенцијално следната мета, тоа е на 14.000, што значи дека придвижување до долната граница на овој канал би можело буквално да значи дека на некој начин ќе се придвижиме блиску до онаа мета за која што разговаравме дека е можно да биде допрена, со тоа што гледаме дека во претходните два bear рана или била допрена, или пак се движела цената по самиот канал нагоре. Значи ќе видиме дали тоа ќе се случи, но со оглед на фактот дека гледаме дека самиот канал буквално целата историја на биткоин ја опфаќа и истата е доста добро представена во самиот канал, веруваме дека е нешто што можеме да го земеме во предвид во определување понатаму на тоа каде моментално се наоѓаат топ и ботом на самата цена на биткоин. Сега ќе ги вратиме самите индикатори да видиме моментално што можеме да утврдиме од истите. Значи, гледаме дека се наоѓаме длабоко под Фибоначи левелот, што уште еден од факторите поради кои што купивме, затоа што вакви длабоки гледате дека корекции многу ретко се случуваат, а кога тоа се случува е навистина
гледате дека е на вистина добар момент да се купи секогаш кога сме во последните 3 нивоа од Фибоначи секвенцата или под нив, што значи дека овој е многу добар акумулационен период, затоа и алоциравме 25% од нашето портфолио во одредени валути за кои што разговаравме вчера и нормално ги ставивме и Forex тука за да можеме да видиме кај се наоѓаат истите во однос на самиот канал и во однос на Фибоначи секвенцата, кои што се буквално и самите гледате, значи во после 2017 и самите Forex одговара на долната граница на овој канал, што ќе видиме дали е случај во иднина, но една од работите кои што навистина сме благодарни на членовите на нашата група, посебно на господин Митич во оваа ситуација, значи навистина она е поентата за која што разговараме дека нашиот канал не е само за ние да ви кажеме вас, туку ние навистина ги гледаме вашите пораки, се обидуваме што можеме повеќе да одговориме и кога имате нешто да допринесете, гледате ќе го дадеме на целата заедница да го види она што и вие сте го нашли. Сега следен индикатор кој што ви е веќе доволно познат, јас верувам многу пати сме зборувале за истиот, е Fear and Greed Index, кој што моментално се наоѓа на вредност од 11, со тоа што вредност 11 на, еве ќе ставиме едногодишна чисто за да видите подетално, значи вредност 11 нема постигнато во претходна една година, че ова е најниска вредност кој што ги има достигнато до сега, па дури до едно цифрена вредност, со тоа што, како што рековме во претходните bear маркети можеме да видиме дека достигнува на едноцифрен број, најчесто значи и време за вртење на цената нагоре, со тоа што некогаш можеме да видиме дека цената се задржувала во овој сегмент подолго време, што е и во оваа ситуација, значи случај. Гледаме дека веќе добивме неколку дена единачна вредност 6, 9, гледате 7. Тоа значи дека сме блиску до самото дно, но тоа до сега не значи дека доколку не сме допреле 0, не значи дека тоа нема и да се случи овој пат, останува да видиме. Значи сме во максимален страф, тоа е она што е многу битно за пазарот, што кореспондира со она првото што веќе го спомнавме, ако се сеќавате, дека стравот е уствари она што ги прави милионерите. Значи, верували или не, оние кои што имаат храброст да купат кога сите се плашат, повторно зборуваме да купат нешто паметно, да купат нешто што вреди, а не да купат Dogecoin и Shiba. Значи зборуваме за Blue Chip крипто и Ethereum и Bitcoin, како да речем топ 2. Extreme Fear исто така и на самите берзи. Тоа значи дека истиот ќе продолжи и понатаму, со оглед на фактот дека Extreme Fear е нешто што многу ретко се случува на брзанските индекси, затоа што кај нив булранот некогаш трае и до 20 години. Затоа ова што го гледате моментално е нешто што може да не го видите во наредните 20 години, овој период што моментално се случува. CBBI, односно оној индикатор каде што имаме само момент, значи индикатор каде што имаме групирање на неколку индекси за да ни даде некој коефициент за тоа каде се наоѓаме во bear и bull market. Значи имаме моментална вредност 14, со тоа што за оние кои што досега не гледале, ова се индексите кои што се земени во превид за да се направи средна вредност на истите и овој индекс CBBI моментално е на вредност 14, каде што најдлабока вредност беше 12, а тоа беше на 16 јуни. И да не заборавиме дека исто така и овде, значи bear маркетите најчесто достигнуваат вредност и до 3-4 на ваквиот индекс, со тоа што истиот има многу добра прецизност во определување на апсолутно дно, а ова е дополнително еден од индикаторите кои што ни покажуваат дека се уште не сме блиску до апсолутно дно на биткоин, а со тоа и на криптопазар. Значи гледате, многу едноставно е представено, нема што да ве збуни, моменталниот индекс е 12. Значи гледате, она што се обидуваме да ви го кажеме, не можеме да го ставиме овој материјал во 15 минути. Значи невозможно е. За да ви го образложиме, да ви покажеме што е истото што го гледаме и зошто го гледаме тоа и да ви покажеме зошто таквите индикатори се битни, е апсолутно невозможно да се направи во 15 минути. Затоа јас се извинувам што нашите видеа се многу подолги, но проблемот е што не може никако да се представи ваква материја волку обемна, за да може и да видите и сами од каде ги влечеме ваквите заклучици кога велиме дека дното по се изгледа, се уште не е овде, се уште имаме време за пад надоле. Значи, ова не се заклучици кои што ние ги донесуваме лесно. Да, така мислиме и тоа е тоа. Значи, гледате дека на вистина користиме обемен број на индикатори кои што ни помагаат да утврдиме она што го кажуваме и да ви покажеме дека на вистина
истите имаат вредност, односно истите на вистина може да ви покажат каде се наоѓате во одреден циклус. Сега, повторно јас многу често сакам да отворам оваа страна за да ви покажам значи како светот е на некој начин смешен, кога веќе 3 пати поред циклусот на биткоин покажува дека и математички, и економски, и алгоритмички буквално е целосно одржан и дека ваквите нормални корекции на самиот се само минливи фази кои што се нарекуваат bear market во денешната економија и истите и понатаму значи ќе продолжиме да ги имаме секој 4 години што е нормален циклус на биткоин, но секогаш кога ќе се појави ваков пат, гледате, Bitcoin is dead, значи она е тоа што постојано ви го кажувам дека онаа слика која што ви покажа на почетокот е буквално спротивност на ова што гледате моментално. Значи она што ви кажуваат дека треба да купувате кога сите продаваат и да продавате кога сите купуваат, значи поентата е дека буквално ова е тоа. Значи сега сите продаваат. Сите оние луѓе кои што се исплашени комплетно и мислат дека вредноста на биткоин ќе отиде до нула, значи тоа е тоа што не разбираат дека дури и сопствената крв моментално се наоѓа на овие економски улици, тоа не значи дека вредноста на биткоин ќе ја снема или ќе падне до нула. Значи она што моментално е нивна загуба може да биде ваш профит. Затоа и ние моментално купуваме на пазарот за разлика од оние кои што продаваат и се исплашени. Повторно, ова не е економски совет, ние не ви кажуваме што да правите, ви кажуваме што ние правиме, што нас ни доведе многу добар профит во претходниот булран, што веруваме дека ќе ни донесе уште поголем профит затоа што овој булран беше на некој начин многу помал за разлика од претходните и немаше blow off top, што може да биде сосема спротивна ситуација во наредниот затоа што сега моментално ќе преминеме преку пандемии, ќе преминеме преку рецесии, ќе преминеме преку војна, инфлација, значи ова се сите проблеми што моментално се големи во самото општество, што ќе бидат надминати верувам во 2024 година ќе имаме целосно спротивно движење на економијата во огромен бум, но тоа останува да го видиме, ова е само наша проценка. Со тоа што ја гледаме на оваа вест, значи од 21 јуни имаме рекордна бараност на Bitcoin Dead на Google Search. Што значи дека луѓето се толку исплашени што гледате, значи ова е рекордно што не било претходно видено, значи ваков тип на пребарување, дали е биткоин мртов, што значи дека дополнително ви покажува колку луѓето се неписмени, односно колку се необразовани во однос на економски циклуси, во однос на биткоин халвинг циклуси, во однос на како изгледа самата економија, дека не може да има само подем, постојано мораме да имаме и корекции на самиот подем. Значи тоа се нормални циклуси кои што јас ќе само видам да ви ги објаснам во посебно видео, ќе видиме дали ќе биде во текот на ова или наредната недела во однос на полот кој што го поставивме, како на нашиот канал така и на двете групи со кои што се работуваме. Значи ќе одгласите на самиот пол, јас ќе го направам на видео кој што ќе биде нормално наизгласано, понатаму ќе ги направиме и оние кои што ќе имаат помалку гласови, кои што верувам дека се многу битни за ваша едукација посебно во bear market, затоа и таквите наслови ги бираме моментално. Сега, ваков тип на вести е секојдневен, ќе ви кажам и зошто. Доколку го погледнеме Bitcoin Obituaries, тоа е значи досега 455 пати бил прогласен за мртов. Доколку се вратиме, ова е годишно ниво, гледате на годишно ниво, без разлика дали сме во all time high или сме во all time low, значи не all time low, туку во ситуација е локално low. Значи гледате дека ова се насловите кои што постојано може да ги најдете. Да видиме што се случувало кога сме биле на all time high. Bitcoin is the AOL of the cryptocurrency market. Значи дека овдека најавуваат AOL е уствари онај .com bubble во 2000-те години или 1999 година, кој што буквално го масакрираше пазарот, значи во берзите, во stocks, bonds, во се. Значи, овдека најавуваат дека биткоин е причината поради која што се ќе се урне. На првата корекција имаме Bitcoin is worse than a Madoff style Ponzi scheme. Овдека го нарекуваат Ponzi scheme. Потоа имаме овдека е ским, повторно, дека многу луѓе ќе завршат во солзи, крипто will inevitably crash, значи крипто ќе оди до нула повторно, значи тоа е стандардна работа. Да се вратиме наназад, значи тоа е во последниот булран. Да видиме што се случува во претходниот булран. Значи, доколку се вратиме, од 2013 година, што од 2013 година. Bitcoin is doomed to fail. 2013 година ноември.
Значи, Doom to Fail 2013 година ноември, кога цената била $955, моментално цената е 60, се качи до 70,000, а сега е 20. Еве, како паѓа надоле, нормално. Еве што имаме, Bitcoin is dead, тоа е 2014 година, како се движела надоле. This could be the end of the Bitcoin era, тоа е 2014 година, кога цената достигнала $479. Значи, нели? Да видиме што се случило после тоа. Еве, цената паднала, нормално. И дури овдека престанали да пишуваат. Еве, гледате, имаме уште пониска цена, значи овдека имаме наслови од типот на Is this the end of Bitcoin, значи дали ова крајот на Bitcoin. 5 причини поради кои што револуцијата на Bitcoin е завршена. 2015 година, $235. Два булрана имаме од тогаш, 2017 20,000, 2021 70,000. А овдека кажуваат дека револуцијата била завршена уште во 2015 година. Значи, еве ги насловите кои што можете да ги видите низ самата историја. Еве да видиме што се случувало понатаму. Значи, локален топ имаме направен 2015 година. Джейми Даймон вика Bitcoin will not survive. Значи, Джейми Даймон е уствари еден од оние огромни банкари кои што моментално, значи он во 2015 кажува дека Bitcoin нема да издржи, нема да еве. Гледате, ова е официјален наслов дека Bitcoin нема да преживее. Истиот Джейми Даймон денес е првата банка во Америка која што почна да користи Bitcoin за своите клиенти, затоа што своите клиенти, оние клиенти кои што ги поседува он, тоа е уствари JP Morgan. JP Morgan се нарекува самата банка за која што истиот е нели претпоставен. Значи истиот сега за своите клиенти обезбедува не само да може да купуваат во неговата банка биткоин, не директно, туку он го држи биткоинот за нив, туку и истите да можат и да земаат заеми со колатерал биткоин. А во 2015 па до 2019 година истиот има дадено закана на своите вработени дека доколку дознае дека било кој од нив поседува биткоин, ќе биде директно избркан од работа. Еве, тоа е онаа дволичност на овие фаци од Wall Street, што они кажуваат дека криптото нема да постои и истите понатаму се вртат сосема обратно и сега наеднаш биткоин е сосема супер, нели, одличен, нема ништо да биде со него, а истите постојано кажуваат дека нели ќе го снема во првиот знак на слабост. 2016 The Resolution of Bitcoin Experiment, у превод, овдека се кажува дека овој експеримент ќе падне $429. Да видиме што се случило понатаму, ќе се придвижиме на самата 2017 година, кога сме дошле до all time high. Овдека веќе гледате дека имаме огромни вести кои што ни кажуваат дека цената на биткоин ќе пропадне, дека нема да има да се поврати назад, ова е бабл. Еве, сега ќе ви покажам, ова се тие вести што јас ги читав во 2017 година, кога цената го достигна овој all time high. Гледате. Само да видиме да најдеме некој од овие нормални наслови. Greater's Fool's Gold. Овдека кажува дека наводно ова е злато за будали, кои што го купуваат на 17,000, нормално, да не забораваме дека после 17,000 стасавме до 70,000, но не еве. Guardian знае, еве Telegraph вели, a new gold Bitcoin is more like the Barney Baby Bubble. Извини, Beanie Baby Bubble. Овдека, например, Telegraph го нарекува bubble, со тоа што после овој bubble имаме втор bubble, значи 70,000. Значи не е bubble, така. Ова е само нормален циклус, но за луѓе кои што не го разбираат тоа, многу едноставно е да напишеш bubble, исто ќе се исплашат и нормално дека ќе продадат, тука ќе заврши се. Добро, само да видиме некои од овие што можеме да ги разбереме, нели, што се. Например, Bitcoin is not the currency of the future. Овдека Social Europe одлучила да каже дека Bitcoin нема да биде платежното средство на иднината, што и јас верувам дека не е, но не поради истата причина, затоа што Bitcoin не може да биде платежно средство со оглед на фактот дека е во премногу мала количина, за истиот да може да биде користен како платежно средство, но има криптовалути кои што се направени за тоа, како Litecoin, како XRP, како Dash, како некои такви, со тоа што овдека они се оправа, но не поради причините поради кои што тие, нели, го очекуваат тоа. И доколку се вратиме опадот, гледајте, веднаш. Explaining the fraud in 4 slides. Значи овдека кажуваат дека криптокаренси се fraud, односно дека се за измама, кога цената падна на 7,000, а погодете што? После 2018 година имавме нормален bear market и цената повторно продолжи нагоре. Значи
гледате колку Warren Buffett says Bitcoin is probably red poison square. Истиот тој Warren Buffett кој што сега кога го прашаа дека цената е 70.000, ако се сеќавате, тоа беше негде кога бевме блиску до all time high, значи го прашаа што би направил, дали сега би купил биткоин, вели дека не би го земал цел биткоин дури и да му го дадат бесплатно. Истиот тој Warren Buffett кога го кажа било 9.000. Цената успеала 7-кратно да се зголеми. И за ваквите заостанати дедовци кои што успеале да направат богатство во времето на берзи, манипулирање на пазари, институции кои што работат директно за вас затоа што ги плаќате, значи ваквите дедовци кои што на тој начин го направиле профитот, ни кажуваат дека ова нема да успее затоа што нормално прво не се разбираат во таа технологија, второ се многу касно за да можат, значи имаат по 80-90 години, сега топрва нема да прават сигурно пари во биткоин нормално. Значи затоа сакам да ви кажам, затоа седнав сега да ви покажам, да видите дека оваков тип на фейк news, значи ова се фейк news, може да најдете постојано истите, значи ова се големи вестници, ова не се некои локални вестници. Значи зборуваме за Телеграф, зборуваме за огромни, значи CNBC, значи гледате LinkedIn, ова се значи големи куќи кои што Washington Post, кои што ги даваат ваквите типови на вести, дека наводно ништо од криптовалутите, а потоа гледаме како истите се вртат обратно во моментот кога криптовалутите ќе се вратат назад. Затоа не бидете едни од овие. Значи, ова е само последната вест која што треба да ви исплаши. Поентата е што ако јас моментално имам огромна количина на биткоин, јас би платил ваква вест. Јас би платил ваква вест за да ве исплашам, за да си го продадете вашиот биткоин, за да јас можам да го купам на оваа цена. Ме разбирате? Затоа не бидете оние кои што веруваат на се што ќе биде објавено таму. Направете собствена анализа. Тоа е поентата на нашиот канал. Значи јас знам дека на пример овој последен дел малку го одолговлеков, но е битно да направите собствена анализа. Ова се оние вести кои што ние се обидуваме да ги покажеме дека се на некој начин фейк news. Направени се за да ве натераат да си го продадете она што го имате за некој да може да го купи на многу поевтина цена, за да ви го продаде во наредниот bull market. Значи, овој циклус на биткоин е нешто што е досега видено 3 пати. Иако корекцијата е малку поголема од вообичаено, тоа мене, како да речем одговорен на нашиот тим, ме радува, затоа што ќе можеме да купиме на многу поевтина цена како биткоин, така и останати. Добро, рековме дека биткоин нема да купиме, но ќе можеме да купиме оние blue chip крипто кои што навистина сакаме да ги имаме за наредниот bull run. Затоа и ќе напоменам уште еднаш. Имајте го предвид ова. Направете собствена анализа. Не дозволувајте вестите да ви кажуваат што треба да мислите. Не дозволувајте канали или поединци да ви кажуваат како треба вие да инвестирате. Дури ни овој канал, ова што ние го кажуваме, секогаш земете во со резерва. Направете собствено истражување, одлучете сами што и како ќе финансирате за собствената иднина. Но доколку ова што ви го кажуваме, гледате дека слободно седнете, проверете ги сите овие факти, индикатори, анализи кои што ги правиме и видите, нели, во однос на вашите анализи или други анализи, дали сме во право или дали оно што кажуваме на вистина има издржаност и направете собствен заклучок. Значи, поентата на каналот е да ве натера да размислувате сами. Не откако ќе направам видео, вие да ми поставите прашање под видеото и сега да купам ли? И сега да продадам ли? Значи, не е тоа поентата на каналов. Поентата на каналов е не јас да ви кажам што да правите. Поентата на каналов е да направите проценка во однос на тоа ние што го кажуваме, собствена анализа, да споредите оваа анализа со собствената и со оние анализи кои што ги сте погледнале од други канали, вести и слично, и сами да донесете одлука што треба да направите понатаму. Ние ви кажуваме што правиме, ние не ја прашуваме што да правиме. Сакаме и вие да го правите истото. Кажете ни дека сте направиле, кажете ми сме купиле, сме нашле, исто како на пример оваа ситуација каде што еден нашите членови ни покажа што уствари сам нашол како индикатор, што на вистина и нас верувам дека ќе ни помогне во понатамошните анализи. Значи тоа е главната цел на овој канал и доколку тоа се случува и понатаму, ние ќе бидеме повеќе од задоволни за ова што го правиме за вас бесплатно, да научите и сами како да направите собствена анализа. Ви благодарим уште еднаш на поддршката. Знаете и сами, секаков тип на коментар, секаков тип на шер, на лайк е одлична поддршка на нашиот канал. Ви благодарим уште еднаш што го правите тоа за нас. Овдека сме се додека добиваме ваша поддршка да правиме и понатаму нови видеа, нов материјал за да може да учите и понатаму за криптосферата. И со тоа ќе го завршам нашето видео за денес. Ви благодарам за тоа што го следите нашиот канал активно и се гледаме во следното видео на каналот на CryptoGamedžija.